Донесете пари од странство, ама не носете одлуки дома. Дали Македонија создава впрочем граѓани од прв и од втор ред, несвесно или свесно? Во оваа епизода на Демократски импулс ќе разговараме со кого, ако не, со еден актер, со еден бизнисмен, лидер на политичката партија Демократи, 30 години живеел во САД, господинот Јорго Огненовски. Добар ден и како сте? Добар ден, одличен сум. Како сте вие, добре? Се радувам што прифативте нашата покана што ќе ни бидете гости. Ние ќе продискутираме на едни теми, тоест на една голема опширна тема, што впрочем е актуелна во ова наше општество периодов, а со кого ако не со вас, заради тоа што ви имате и американско државенство. Благодарам за поканата, да поздравам гледачите. Чест ми е да бидам да зборувам нова тема која што е исклучиво важна за Македонија и македонските граѓани, поточно за граѓаните на Македонија и диаспората. Господине Јорго, 30 години како што најави во мојата најава, живеевте во Соединетите Американски држави. Што ве натера впрочем да се вратите дома? Единствено што дојдов да се вратам и да живеем тука, бидејќи пред 20 години не ни помислував да доаѓам да живеам, бидејќи таму почнав да работам, си имав фамилија, 2 деца и така сопруга, каде што морав да работам доста напорно, скоро секој ден, за да се пробијам, за да заработам нешто, а што е многу важно во Америка, скратано да зборувам, да не викам Соединетите Американски држави. Во Америка се цени трудот, се цени квалитетот, се цени и професионалноста. И ако се покажеш таму дека си добар работник, поточно ако си чесен и те гледа дека сакаш да работиш, да допринесува за фирмата и за кои да работиш, тогаш ќе те наградат и тој систем треба и кај нас се разбира да го введеме. А зошто дојдов овде? Доаѓав почесто како туриста, да кажам, од Америка и кога гледав што се случува во Македонија, како нашата држава, Република Македонија, пропаѓа, како е плачкана, како е уништувана и која води и какви политичари ја водат во пропаст, одлучив да дојдам овде, да помогнам, да формирам политичка партија. Политичката партија Демократија формиравме со честни граѓани, со работно животно искуство и што е најважно хумани, кои што си ја сакаат Македонија и овој народ, и решив да почнам нешто што би направил не за себе, пред се за Македонија и народот добро, еднаш за секојаш да ги тргнем овие лопови, јас ги викам психопати, кои што владеат 35 години. Тоа ви беше главната цел, главната идеја за да се вклучите во политиката, кога се вративте? Тоа е единствената цел, за да видам Македонија земја кој што ќе има демократија пред се, каде што ќе владее правото, економски, европски, јас велам тоа светски развиена држава, со сите елементи, врно здравство, образование, инфраструктура и сите други потребни работи, земја која што се грижи за старите, изнемоштените, болните, земја која ќе се грижи за спортистите и се разбира за секој граѓанин и за самата држава. Да, вие сте професионален каратист своевремено и секако ја представувавте Југославија во ваше време. Како вашето американско искуство влијае врз вашите ставови за демократијата и граѓанските права? Америка е најголема демократска држава во светот. Ова го велам од причина бидејќи живеев, како што спомнавте, 3 децении во Америка, околу 30 години, и го почувствував. Значи, таму, демократија, што е демократија? Да му дозволиш на секој граѓанин да прави тоа што сака, значи да допринесува за државата, да допринесува за градот, да допринесува за селот, да допринесува за своите сограѓани, да направи нешто подобро. Америка ти ја дава таа шанса, не те блокира, не те стопира. Еден пример ќе земам. Во Македонија имаме лопови бизнисмени, имаме и честни бизнисмени.
честите бизнисмени, ако не ги слушаат овие криминални политички структури кои што се на власт, одма му пуштаат пример инспекции, финансиска полиција, за да ги казнат, да ги уништат и да ги тргнат, едноставно кажав да ги уништат. Во Америка тоа не се прави. Тие сакаат ти да бидеш успешен. Зошто? Затоа што поуспешен си, што повеќе пари заработуваш и што подобра компанија имаш, таа се шири, вработуваш, се разбира луѓе, автоматски државата има огромен корис, бидејќи преку даноци огромна корис. И замисли во Македонија да имаме 1000, 2000, 3000 фирми и скоро сите да бидат успешни. И не е битно дали ние во Македонија после ќе имаме милиардери, милионери. Нас е многу важно да имаме успешни бизнеси, а тоа можат одреден група на луѓе, тие се талентирани. Не може секој да биде бизнисмен, као што секој не може да биде механичен или доктор добар. Значи, многу е важно ние како држава да работиме на демократијата и тоа искуство што стекнав од Америка би го применил во Македонија и тоа требаше до сега 35 години да го применуваат овие криминогени политички структури кои што владеат и на централно ниво, се разбира, и контролираат владата и собранието и помеѓу општините, градоначалници, советници, но тоа кај нас не се случува. И втора работа, ние мора, сакаме или не, ако треба, сите можни средства ќе употребиме, ќе се бориме Македонија да ја ослободиме од ова багра кој што владее и ја уништува, ја плачка Македонија, ја разнебитува. И мора Македонија еднаш за секојаш да стане земја за почит. Еве гледате колку имаме проблеми, пример со Европската унија за да влеземе или воопшто државите што се околу нас или од светот да не поштуваат. За некој да те цени поштова, ќе те цени ако имаш квалитети. Не може да те цени како во овој случај што направија политичките структури и ја унаказија државата, ја осиромашија. Пола народ избега од државата и ќе бега понатаму и Македонија пропаѓа. И кој тоа ќе го цени? Ако не си успешен во она што го работиш, барем биди чесен, барем биди поштен. Кај нас не само што политичарите ја уништија државата, ние како луѓе треба нив да му се спротиставиме. Ја спомнавте, еве пред да навлеземе подетално во нашата денешна тема, двојното државјанство, би сакал да ве запрашам, ја спомнавте Европската унија, спомнавте проблемите на нашата држава со одредени околни држави. Дали сметате дека доколку на пример некои наши соседи влезат порано од нас во Европската унија, тие наши проблеми ќе ни се само зголемат? Например, доколку влезе Албанија или Србија? Видете, не сметам така, зависи, се разбира од раководството на Албанија. Пример, кога Албанија влезе пред Македонија и Србија влезе пред Македонија, зависи од раководството, зависи од политичарите. Ние имаме огромен проблем со Бугарија, гледате самите што ни се случува. Значи, ние сакаме да бидеме дел од Европската унија. Тоа е единствениот пат, нема друг пат. Има одредени политички структури или поединци кои што политичари форсираат некој друг пат. Тоа е погрешен. Ние сакаме да одиме со Европа каде што има демократија. Сепак, нашите граѓани кои што заминуваат на печалба, поточно од државата, по младите стучи кадри и повозрастни, одат во Европа, одат во Америка, одат во Австралија. Не одат на исток, бидејќи таму нема демократија. Повеќе владае диктатура, а ние не сакаме. Затоа реков, примена на америчката демократија е нешто што мора да го имплементираме во Македонија, а за тоа ќе ни треба време и борба. Инаку, не може да се каже ако влезе Албанија или Србија или некоја друга дека ќе ни прави проблеми како Бугарија. Ова ме запрашав зашто има некои одредени медиуми кои тоа го велат. Види, медиумите не знаат кај терат. Поготово македонските медиуми, можам слободно да кажам, цел ден се занимаваат со глупости. Наместо да зборуваат за нашите проблеми, да повикуваат гости кои што ќе кажат нешто добро, кои што ќе понудат решение, тие повикуваат секојдневно исти личности 30 години, 35 години. И работат, се разбира, во интерес на овие криминални политички структури кои што се на власт.
А луѓе имаме ние во Македонија стручјаци, паметни луѓе, честни, кои што би требало да бидат поканети за да нешто добро кажат, да понудат решение. На Македонија во овој момент му треба да нудиме решение. Не цело време да кажуваме теории и на заговор што ги викам јас, што ако Албанија влезе? Па Албанија не е непријателска држава. Во моментот или Србија. Во моментот непријателска држава не е Бугарија. Зошто тие се во Европската Унија и тие не спречуваат, бидејќи со законот што го имаат, поставуваат значи забрана Македонија да влезе и треба ние да ги исполниме сите тие услови што ги спомнуваат, да уклучиме малцинството бугари во македонскиот устав и други услови кои што ги поставуваат. Значи тоа е мојот заклучок и сакам да им кажам на сите што шпекулираат, да престанат да шпекулираат и стварно мислам дека, еве малце народски кажам, да не лупетаат глупости по цел ден по нивните медиуми, бидејќи имаат моќ на свој начин националните телевизии или некои портали. Албанија вака, Албанија, Србија така. Ни Албанија, ни Србија ни се пријатели. Тие напротив ни се непријатели, напротив ни се пријатели. И ние треба само да продолжиме да развиваме добро односи со секоја држава. Не е бито која е. Еве сега малку да навлеземе во нашата денешна тема. Дали, например, мислите дека двојното државјанство кое го имате вие е предност или како што денеска доаѓаат, значи се нови работи од владеачката гарнитура, можеби и вие камче во чевот кое ве препнува, условно кажано? А зашто јас сметам дека човек што има двојно државјанство, што живеел долго време во други држави, како што јас што живеев во Америка. Или конфликт на интереси, дали има тоа? Види, не треба да има. Сега слушаме во собрание, сакаат да донесат закон, да сите што има двојно државјанство не може да бидат пратеници. Па некој предлага, до таму одат, се дрзнуваат, да не може да бидат во ниједна функција, вклучувајќи ги и директори на фирми, вклучувајќи ги советници, тоа е најниско ниво, да не зборувам градоначалници, министри и така натаму. Значи, јас се чудам на нивниот разум. Значи, како размислуваат погрешно. Ова е капитална грешка. Затоа што луѓето што живееле многу години, како во Америка, Австралија, Германија, кои што имаат огромно искуство работно и животно, тие само може да и помогнат на Македонија. Македонија се распаја од причина што ние имаме 35 години банди политички кои што ја разнебитуваат и ја плачкаат и се разбира ја уништуваат. Значи тоа е предност. Се замислете моето искуство од Америка. Прво сум научил што е демократија и како таа се спроведува. Второ сум научил бизнис. Трето, јас секогаш сум бил чесен и кога бев тука во Македонија, продолжив да бидам чесен и сватив колку честноста е работата, трудот што го вложуваш и што викам љубовта за државата, дали се работи за Македонија, Америка или каде и да живееш, тоа се исплати во позитивна смисла на зборо. Значи, ние треба да ги цениме тие граѓани што имаат државјанство и што имаат квалитет. Не секој од Америка што живеел ќе дојде да се врати. Повеќето нема да се врати. Не секој во Германија што живеел подолго време, Австралија ќе дојде, Шведска и така натаму. Да не се лажиме. Но ние треба да се молиме на Господ, да се молиме сите граѓани на Македонија, не само македонците, албанците, бошјаците, ромите, турците, сите граѓани, кои ќе кажам македонски граѓани, мислам на народо, на сите нас, да се молиме да дојдат квалитетни луѓе од странство, кои што се со македонско државјанство, поточно македонски граѓани, биле родени се тука и така натаму, и кои што са минале, го стеклене тоа огромно искуство со децени и со години, да дојдат да ни помогнат. И сега, како тоа да биде нешто што пречи? Напротив, тоа е огромна предност. Но гледам сега што се случува, бидејќи,
предлог падна од ДПМН, јас не викам ВМРО. ВМРО е на македонците свето нешто, тоа треба како акроним достани да се стави во историјата, во музеј да се чува и во историјата, а се разбира одма и тоа треба да им се одземи на сите политички партии што имаат во Македонија, значи презнак ВМРО, да им се одземи. ДПМН е криминална политичка структура. Докажано 16-17 години се на власт. А 35 години како независна држава секогаш имат градоначалници, советници. Све ни пропаѓа. Јас ова не го зборувам од памет, не го зборувам дека не ги сакам нив. Дај Боже тие да праве нешто добро, јас ќе ги поддржував, ќе биде, ако сакав да се занимавам со политика и нивен член или кој да е друга партија, но сега предлогот падна од ДПМН. Знаете зошто? Затоа што помеѓу СДС и други партии и ДПМН се закараја, вие имате бугарски пасоши, вашите министри, вашите пратеници и сега ајде сите ние ќе страдаме. А знаете дека во светот има повеќе од 1 милион македонски граѓани, значи зборувам за сите тука, вера, нација, не обдалувам, не зборувам само за македонците, за сите дека имаат двојно државјанство. Од тие милион народ што има во светот, кој што некој живее повеќе од 50 години, во странство ние му забрануваме да бидат пратеници. И му велиме, дајте ги вашите пари, инвестирајте, дојдете тука да ни помогнете со вашето искуство, ама нема да одлучувате и нема да се бавите со политика, бидејќи ние, како криминогени, психопати, кои што уништува 35 години Македонија, не сакаме никој да ни пречи. Бидејќи јас им пречам нив и други паметни луѓе што живееле во диаспората и сега што се вратени да живеат. Дали се тоа двојни аршини, например? Дајте ни ги парите, ама не одлучувајте за Македонија. Тоа го кажуваш двојни аршини, малце да се насмеја, малце со тебе трече. Ама така му доаѓа. Не, тоа не е се двојни аршини, тоа е идиотизам. Знаеш кога си идиот, човек кој што треба да бидеш во ментална болница, а не да бидеш политичар. Ете тоа да го кажува. Тоа е идиотизам. И нема што друго да коментирам. Зошто сметате дека предлог законот на ВМРО ДПМН е проблематичен, например? Па, ова што го зборував само ќе се надополнам. Затоа број 1 е проблематичен, противзаконски и противуставен. Убаво се пишува во Уставот дека таму секој граѓанин на Република Македонија може да има двојно државјанство. Секој граѓанин може да учествува, да биде избран, да гласа. А овие сега сакаат, како што спомнав, да владеат, се разбира, никој да не му се меша, бидејќи 8 години политичката партија Демократи постои, ние 8 години го критикуваме криминалното ДПМН. И му ја кажуваме вистината. Не знаат тие политичари кои што помина во 35 години колку пари имаат украдено. Погледнете, тие има за генерации, не за нивни деца, за внуци, правнуци. Има за наредни 1000 години украдено пари. Погледнете самата партија колку е богат. Преку повеќе од 100 има собственост на повеќе од 100 продавници, дуќани, канцелари. Погледнете Белата палата во Скопје, колку милиони евра. Како може една политичка партија да има толку пари? Ние 2-3 канцелари низ Македонија имаме и ќе банкнотираме. Спод кирија, не се наши купени, зборувам. Најбогата партија во Европа. Па најбогата партија затоа што ги кради парите. Ги кради парите тоа преку тендери и све и на секаков начин. Ги уценува луѓето што имаат повеќе пари, бизнисмените дај пари за партијата, а ако не му пуштаат, како што кажа финансиска полиција, инспекции и све што е можно да му го уништат животот и бизнисот, се разбира. Значи тоа е проблема во Македонија со тие партии. Господин Јорго, дали имате, например, конкретни правни аргументи дека овој закон е спротивен на Уставот? Па видете, во Уставот, како го кажав, убаво се пишува. Не пишува во Уставот дека
во Македонија кој што има двојно државјанство не може да биде избиран за одредни функции, конкретниот случај за пратеници. Еве слушам, на пример, има политичари од други партии, па одат до таму се дрзнуваат, ќе си се препознаат самите, велат ова да се спроведи за секого, дури и за директори и така натаму. А не размислуваат дека со ова му се прави голема неправда и дискриминација. Ова е нечовечки кога ти му викаш на нашите граѓани кои што живеат со години, со децени во странство, сакаат да се вратат да живеат овде или сакаат да инвестираат, вие се можете да правите, само нема да менаџирате со ова држава. Не можете да бидете пратеници, не можете директори, не можете министри, не можете да бидете председатели. А ние гледаме кои се председатели. Значи не, замислите каква е таа безобразлук од страна на политичарите во Македонија. А тоа пак ќе кажам, се прави за да не елимира, да ги елиминира квалитетните луѓе што имаат двојно државјанство. Тоа треба да ги радува. Затоа што, ќе земиме еден пример, имаме ние спортисти, еве фудбалери, кошаркари и кои што заработуваат голема сума на пари, имаат двојно државјанство негде. Пример збору. Македонија е убава моја кога ние ќе му плаќаме и данок на тоа што сме го заработиле во странство, а не му е добро бидејќи некои од тие, не само спортистите, еве имаме многу луѓе кои што млади луѓе во Енглеска, во Америка, во Германија, кои што имаат двојно државјанство, бидејќи државјанството не те прави ти од македонец да станеш американец. Само тоа ти дава право да живееш во таа држава, да ги добиваш бенефициите. Секакви бенефиции, кога си државјанин на таа држава, ти имаш поголеми бенефиции во Америка него ако имаш грин кард. Пример ќе кажам еден бенефиц огромен. Ако не си државјанин, ти не можеш да повлечеш мајка, татко, брат, сестра, ако сакаат да дојдат да се преселат, или други бенефиции што имаш. Значи не се работи, луѓето погрешно сваќаат кога зборуваат двојно државјанство, тие поврзуваат приказната со нашите кои ќе одат во бугарските амбасади да земат бугарско државјанство, тоа не го прават да бидат бугари. Но тие таму се колнат дека баба ми, дедо ми се бугари, да, се чувствувам ко бугарин, а во Америка јас ко станав амерички државјанин. Сигурно не се конете дека сте американец. Дедото дека не, тоа е, види, таму си даваш ти заклетва дека ќе поштуваш државата, дека нема зло да правиш и така натаму. Но таму не викаш јас сум американец, откажувам од македонското државјанство, поточно не државјанство, јас не сум поќе македонец. А ова приказната со Бугарија, нека си го решат проблемот, се разбира политичарите. И овие 200.000 што се споменува бугарски пасоши, пасошите 200.000, тоа е огромна бројка, ова трае од кога влезе Бугарија во Европската Унија. Значи, нашите политичари поминаја сите политички партии што се на власт и никој не го реши тој проблем. Ако тоа му пречеше, требаше да донесат одредени закони да го спрешат ова масовно префрлување, поточно наместо последни 35 години како што крадат, уништуваат, не прават реформи во судството, јавното обвинителство, како што бара Европската Унија и дека влада е тука невиден криминал и корупција, затоа ние не можеме во Европа да влеземе. До сега ќе влезевме во Европа ако нашите политичари беа поштени. Наместо ние да се фокусираме на борба против криминалците политички, стопански, против криминалот и корупцијата, ние сега го замајуваме народот, го скренуваме вниманието. Сега е проблем ако има некој паметен човек двојно државјанство. Демек, тоа е, знаеш како, демек е опасно ако има можда, знаеш да работи и за таа држава. Тој што е шпион и тој што сака да работи за таа држава, не треба ни пратеник да биде, не треба ни советник, ни председател. Тој ќе си работи таа работа и ќе направи зло. Но поголемо зло има ли од овие политичари кои што беа на функции 35 година, повеќето честни исклучуци, кои што уништија, плачкаа државата, ги протераа младите, ни ги уништија фамилијите. И ние пропаѓаме со светлосна брзина.
Зарод тоа поголемо зло има? Главното прашање е, доколку овој закон, предлог закон на ВМРО ДПМН помине во собрание, дали вие ќе иницирате некоја постапка во Уставниот суд? Видите, ние сега иницираме постапки, поточно ќе иницираме сигурно во Уставниот суд, но пред да го донесат законот, зборуваме со политички структури, граѓани и така натаму, кои што не го поддржуваат овој закон, пратеници се разбира, да организираме протести. Не се укрупните. Да се окрупниме и да се бориме против ова зло што го измисли ДПМН и незините пратеници. Бидејќи кажав добро, тие се неспособни да водат ова држава, па сега го замајуваат народо, демек проблема е во некој што има двојно државјанство, не, проблема е во човекот, што ќе биде на функција, дали е чесен, нечесен, дали има нешто совест во него, а во конкретниот случај повеќето политичари во Македонија докажа и покажа дека се не луѓе, поточно психопати. Луѓе кои што имаат, значи кога си некој убиец, кога некој кради нон-стоп и да го затвориш 5 пати, 10 пати кога силува, тоа се нашите политичари повеќето. Значи тие се не луѓе спремни се, јас велам треба да се донесе закон не само да се испита нивната психичка состојба пред да се кандидираат за функции, туку повеќето од нив најголема и најдобра казна ќе биде и покрај што предлагаме како демократи, да се зголемат, значи да се промени кривичниот законник и да има казни за сите политичари, минимум 10 години до доживотна и се разбира смртна казна во зависност колку уништиле, колку украле, и да се има уште една казна, предлагаме да се воведе најголема таа да биде казна доживотно, да се затворат одредена група на психопати политичари кои што уништуваат све пред себе за своји лични интереси, да живеат раскошен расипнички живот, да се затворат во лудници и да никош од таму не излезе. Дали впрочем, според вас, со овој предлог закон се создава граѓанство од прв или и од втор ред? Сигурно се создава, му викаш ти на одредена група граѓани на стотици илјади граѓани. Не се зборуваме 200.000 имаш само бугари со бугарско државјанство. Тие нема можат да бидат во ниједна функција, така да се занимаваат со политика. А во Америка имаш 200, 300, 500.000 кои што имаат државјанство, Австралија, Германија. Значи кажав повеќе од милион луѓе кои што се државјани на Македонија. Пак да спомнам и за гледачите, значи државјани Македонија, не зборувам само за македонците, зборувам за сите, значи. За сите што се независно вера и религија, што се граѓани на Македонија. Значи ти му забрануваш да дојдат овде, да живеат и да се занимаваат со политика, поготово честни луѓе кои што имаат квалитети и ќе се борат против ова зло. Со тоа автоматски тие сакаат во Македонија, ве гледам и од други некои политички партии што спомнав, дека одат до таму да се забрани и темек сите што имаат војно државјанство да имаат какви да било функција од директорско, од советничка, сите. Па све до буквално сите. Тогаш како ти ќе се бавиш со политика? Јас не сум политичар. Јас секогаш велам па некои луѓе како не си политичар. Види, ајде нека бидам и политичар, ама не сум. Значи јас се бавам бидејќи сум форсиран да се бавам со политика. Јас сум роден за спорт, за бизнис. Што мене политика ме интересира, но сватив дека квалитетни луѓе, ако не се бават со политика, ако не му се спротистават новие лоповите, политичари, бандитите, тогаш како ќе направиме промени? Ако не формираш ти партија кај што има честни луѓе. Како? Како? Тие секојаш ќе си доаѓаат на власт и само ќе си се менуваат. Едни, други, трети. Знаеш како? Тоа е овие помалце краде, овие малце појќе, овие се полоши, овие... Значи, што правиме цело време, избираме нешто што е лошо, што викам, е спомал и поголем дјал. Каде е границата помеѓу заштитата на државниот интерес и дискриминацијата, например? Па заштитата е единствено во квалитетот на луѓето што се занимаваат со политика. Затоа што
ова што го кажувам се повторува. Ако ние гласаме за криминалци, ако криминални политички структури спроведуваат избори, како што е во конкретниот случај 35 години се криминални избори, затоа што имаме криминален изборен законник. Никој не сака да промени, никој не сака да доведе една изборна единица. Никој не сака да се воведе отворени листи, да нема праг. Сите сака, демек, ама тоа никој не. Не, тоа е све приказна за мали деца, да те замајува и да те лажи, да мислиш и овие сакаат. Ако сакаја, тие имаја моќ и може да спроведат. 120 пратеници се. Друга работа, под еднаква распределба на финансите. Кога веќе ако државата народот одделува од буџетот пари за изборите, треба да се подеднакво распоредени на сите учесници. Износо. Не може да помане СДС и која да е поголема политичка партија што имала повеќе пратеници, да добиваат по 3 милиони, а партии кои што се помали и немаат своји пратеници да добиваат по 30-40 илјади денари. Јас си тикам 3 милиони евра со 20, 30, 40 илјади евра. Па тука зашто имаме избори. Не може 20 минути тебе во еден сат да те прикажуваат како партија по телевизија и по овие медиуми, а по малите партии да ги нема нигде или 5 секунди. На секој час и тоа не можеш ни толку, бидејќи ти со 20-30 илјади денари кои ќе ти доделат за цела кампања, ти можеш 2 дена по 3 секунди да се рекламираш 5 пати во дено. Бидејќи една секунда е 3-4 евра. Да. Значи, ние кај нас исто, билбордите. Еве еден пример, кога бевме за Скопје, да речеме, за парламентарните или за локални, што е да било. Прво, тие што имале најповеќе пратеници, ги добиваат тие билборди, Скопје 200 билборди ќе земи едната партија, па другата партија, па третата партија. А за тие други партии што учествуваат, па и граѓански издруженија, бидејќи сега му се дозволи и со това потписи да учествуваат, што е, мислам, невидена идиотска глупост. Значи, ние автоматски имавме 2, 3, 1, ни еден билборд. Бидејќи тие ги земат најдобрите локации, за тебе останува ништо, а и ако останат 5-10, ти немаш пари, бидејќи не ги немаш парите. И кога се дели од колачо, поточно во Македонија има закон, се стално го менуваат, пример 0,10%, наместо да речеме поголема сума или помала, 0,10 се делат, ако е буџето 6 милиарди, добиваш таа сума, големите политички структури кои што зборувам имале или имаат во моментот ги земаат сите пари. Значи ние имаме огромни неправди, затоа е ова што зборуваме, дека ние се бориме ова да се промени не за демократи, не за мене, ова да се промени за изните генерации. Да имаме ние во оваа држава демократија, да владее правото, да можат овде да остануваат младите, да можат да иновираат, да имаме научници, а не имаме ние колку сакаш оборивме рекорд, знаете, во Гинисовата книга, према глава на жител, ние имаме најповеќе доктори на науки и магистри, а сме една од најсиромашните и најкатастрофални економии во светот и во здравство и образование и така натаму, благодарение на не деца гениалци, кои што не се поддржани од државата, се разбира, тие деца се гениалци. Еве, например, имаме пример, каде што некој освоил во хемија, да речеме, прво место во Русија, во светот, и не е битно. Па тие ќе си заминат од тука. Затоа што треба да имаш ти поддршка, државата да вложува пари и финанси и се разбира да државата све направи да имаме едно врвно образование. Без образование нема напредок. Образованието ни е на стаклени нозе, а како што кажавте, имаме најмногу доктори на науки по глава на жител. Ова малку не иде едно со друго, но тоа е неспорен факт. Тоа е така. Дали сметате дека ова е, например, форма на политичка сегрегација? Што се случува во моментов? Не да е политичка сегрегација, ова е, пак ќе кажам, идиотизам. Ова е фашизам. Ова е диктатура.
Вакви има 2-3 држави во светот, кај што младе еден човек ќе каже тоа што ќе каже и тие околу него што го поддржуваат, но ние кај нас сега што сакаме да направиме? Ќе донесиме закон да сите вие што имате 2 државјанства не можете повеќе да одлучувате во оваа држава, бидејќи ако си на функција можеш да одлучуваш. Можеш да менаџираш и да нешто направиш подобро или полошо. Во конкретниот случај зборуваме за нешто добро. Бидејќи 99,9% луѓето од диаспората зборувам, во сегде во светот, ги има заработено парите на честен начин. Кој има свој бизнис и кој има не знам што. Значи, ние овде, кај нас владее фашизам. Му текнало на ДПМН, тие пратеници кловнови, шо ги викам, психопати, ајде ќе донесиме закон, ова е проблема. Не е тоа проблема што вие 35 години ја крадите државата. Проблемот е што поставувате неспособни луѓе. Па погледнете нивните градоначалници и советници. Па тие се тотално неспособни. Поставуваш градоначалник, што нема појма од менаџирање, а секоја општина, секој град си бара менаџирање. Значи ти треба да менаџираш со толку и толку јавни фирми, со толку јадници на луѓе. Погледни град Скопје. 600-700 илјади луѓе, никој веќе точно не знае колку сме, бидејќи се иселуваат брзо или така натаму, поставуваш човек кој што нема никакво искуство во менаџирање. Беше градоначалник на Кисела Вода, оди во Кисела Вода унаказан. А да не зборувам, нека си откри јавното обвинителство, судството, полицијата, дали тој лажал, крадал, пустошал тендери, мендери, заедно со неговите пајташи од ДПМН. Тие не се ни луѓе повеќе, тие се нешто да со ова ќе му се направи огромна штета на Македонија ако овој закон се изгласи и ако овој закон обстани како таков. Нема и не сме. Све ќе направат демократи заедно со други партии, заедно со група на политичари, граѓани да се спречи ова лудило нивно. Ова е лудило. Сршта на проблемот, впрочем, е една политика на ни риба, ни девојка, јас би рекол. Како го коментирате, например, повикот на премиерот Христијан Мицкоски, каде што ја повикува диаспората да инвестира во Македонија, а истовремено им вели, не, вие немате право да бидете избирани. Како сега? Види, јас реков ова е лудило. Се граничи со лудило, шизофренија, се граничи со не знам што да кажам, не знам кој избор да употребам. Значи ти, луѓето што имаат двојно државјанство, поточно луѓето од ЕТВ зборуваме како диаспората, од сите држави во светот, викаш, конкретниот случај беше пред ден-два во Аустрија, дојдете, инвестирајте во Македонија, ќе ви ги јадиме вашите пари, ќе ни помогнете со вашето знаење и пари, но нема да менаџирате со државата, поточно нема да бидете пратеници. Иако некој од нив се 100 пати нема бројка тука, 1000 пати, милион пати поквалитетни и од премиеро Мицко и од неговите пајташи пратеници и градоначалници и советници. Значи, ние зборуваме за некоја лудило кој што постои, а тоа го прават да се покаже дека се тие македонски патриоти. Не можеш да бидеш македонски патриот ако ти 35 години ја крадеш државата. Не можеш да бидеш македонски патриот ако ти 35 години уништуваш државата во секој сегмент, економијата, образованието, здравството, животната средина, спортот, културата, не водиш грижа за старите, пензионерите, не водиш грижа за болните. Така. Не водиш грижа за никого, само водиш грижа за себе и за своите другарчи на поточно криминогени структури кои што ги имаш околу тебе, си ги креирал, тоа го прават не само Мицко и другите што биле на власт, за да можеш ова држава полесно да ја плачкаш, да се богатиш. Страмота е, човече, тој има факултет, као доктор на науки на машински и како професор има сад
од 60.000 евра, не 1-2. Куќа купи 2014 горе на водно Црниче за 400 и мислам околу 30.000 евра во 2014. Со што бре? Па после кажува дека тој живее од професорска плата, па кога го притиснавме од кај ти се часовниците, од кај ти е куќата, па почна да кажува филозофии дека работел тој како директор на електраните на Северна Македонија и тргувал со стотици милиони евра и така направил пари. Како направил пари од провизија, од плачка, од што? Па то треба нормално финансиската полиција, јавното обвинителство и така натаму да го праша од кај ти се парите. Јас можам да го прашам вака, мене нема да ми одговори, на народо нема. Значи ние зборуваме, ова е страшна работа што ни се случуваат речи. Само да не елиминираат луѓето кои што имаат 2 пасоши, поточно кои што имаат 2 државјанства. Изборувам за квалитет луѓе, бидејќи она што кажав, повеќе од милион луѓе по цел свет имаат двојно државјанство во Македонија, наши граѓани. Тие 99,9 нема да учествуваат по политика. Тоа е многу мала група што би дошла, некоја кој ме убаво во Америка, Австралија и Германија, ќе го донесиш ти овде. Ако сака како мене, мене би беше таму фантастично. Дојдов од причина што бев изреволтиран и се познавам со времето на Груевски и кога доаѓав често гледав како ова држава пропаѓа, како овие лопови го манипулираат овој наш народ и гласачите се разбира. И реков, ајде малце да размислам да се занимавам со политика. Не да бидам политичар. И да направим нешто добро за Македонија, за народот. Тоа ме мотивира. Инако јас имам све, имам здраве, имам пари, имам све, имам прекрасна фамилија, мене не ми треба со ова да се занимавам, да трошам време. Ако Македонија беше кој Швајцарија, јас немаше со политика да се занимавам, или ако беше кој Америка. Господин Јорго, вие долги години бевте дел од таа диаспора, имате контакти сериозни со наши бизнисмени од САД. Кажете ми, како ја оценувате надворешната политика на Република Македонија и дали оди во правилна насока? Например, од нашите од Албанија се откажавме и Бугарија си ги плати, си ги направи со сила Бугарија. Дали ова може да отурне диаспората? Види, прво да зборуваме за законот што сака да се донесе во собрание, сите што имаат во светот, значи, па ќе кажам двојно државјанство, тоа потекна ради проблемо, приказната помеѓу ДПМН, СДС, вие имате бугарски пасош и бугарски ова, но кој ќе се донесе овој закон важи за сите, независно каде живееш, колку живееш и така натаму, ние не сме луѓе кои што го зеле пасошо, па сега ајде имам бугарски пасош, сакам да бидам ова, таму сум се колнен дека сум бугарин и дедо ми бил, признам дека сум бугарин. Приказнам дека што кажа во Америка не е таква, не те форсира никој да кажеш дека ти не си, дека имаш корени од Америка, дека си американец и така натаму, или ако живееш во Енглеска, пример, дека си енглес и така натаму, и во други држави. Овде е малце поразлично и затоа тој проблем треба да се третира поединачно. Значи не можеш ти да му забраниш на сите. Можеш да му забраниш на некој што има двојно државјанство, можда да не биде, пример речиме, директор на разузнавање на службата. Бидејќи таму е, ајде, можда ќе каже се плашиш, па да не пренесува тајни. Но и така еве и таму не, и да не му забраниш. Пример, јас сум човек кој што си сака Македонија, си ја сака и Америка, ма го сакам и свето. Но нема никојаш да дозволам јас ако бидам на функција да правам лошо за Македонија. Тоа нема да се случи не знам што. А од друга страна што ме праша е многу важно од Трајче, значи многу важно да ние сватиме една работа. Дека ова се прави единствено за да стекнат, како што кажав, популарност. Да речеме дека еве ДПМН-евците се патриоти. Јас што викам македонски лажни патриоти тие се. Не се патриоти. Тоа не е патриотизм. Тоа е лудост. Треба си психопат ова да го предложиш. Зошто? Затоа што тие луѓе што имаат двојно државјанство помеѓу нив кои што
Ние треба да ги молиме некој од нив да дојдат. Еве пример ќе кажам со премиерот. Соработува со Соединетите Американски држави. Тоа е добро, бидејќи јас сметам дека Америка ни е стратешки партнер и тоа ни е најблиско нешто и треба да соработуваме. Дури поблиско и од Европа, бидејќи Европа гледате, мислам Европската унија не стопира затоа што некоја си Бугарија е членка и кажува не може и така, затоа предлагам стално, нека Европската унија си има проблем, нека си го промени закон. Не можат 100% да гласат, некој ако не гласи имаат проблем. За проширувањето ако зборувам. Нека си донесат мнозински модел, пример 60-70% од државите ако гласат, тогаш поминува закон. Каков и да е. Промена на име променува, не може 100%. Од друга страна, ние како луѓе, како Мичковски, премиер оди во Америка и да соработува со американците. Како оди? Преку, да речеме, господина Крис Павловски, кој што е бизнисмен. Значи, познава амерички, го познава, пример, Доналд Трамп, председатело, познава луѓе што се на власт сега од Републиканската партија и го поврзува со нив. Утре, други ден, Крис Павловски, ако мислиме дека е квалитетен човек, тој има двојно државјанство, ако има, пример, и сака да учествува во политичкиот живот на Македонија, ти после само викаш, ние ти искористивме, не поврза со ова власт, сега бидејќи донесовме закон во Македонија, ти имаш двојно државјанство, сега не можеш. Откажи се од америчкото или канадското и така натаму. Значи, затоа те викам, овие луѓе се нечесни. И исто ова што му го прават, да замислите на своите пратеници кои што имаат двојно државјанство, на своите функционери, тука да ги сметаме сите од министри до директори и не знам таму советници, градоначалници, тие сега ги користат нив и ако се донеси пример овој закон, ќе ги испркат утре. Каква суровост? А тие луѓе што се шпиони? Значи, ова е све игра на карта да ние сме патриотите на Македонија, ние ќе направиме се за демек се грижиме за Македонија, сакаме. Од една страна викаат, врискаат као лудаци дека се најголеми македонски патриоти да помени нивните политичари, а од друга страна се најголеми злосторници, криминалци, уништувачи на државата. 35 години тоа го има докажано со факти. Од ДПМН имаме не знам колку и колку луѓе осудено, лежено по затвори, кривично прогонувани. Значи, зборуваме за нивните министри, зборуваме за Груевски, кој што е избеглица. Зошто избега? Ако тој стварно не го правеше, приказната мене ќе ме затворат, па ќе те затворат, кој си поддржувал криминал и си крадал заедно и си делал пари со брачети, со Миле Јанакиевски и со други, и со Гордана Јанкуловски. Ќе се вратили? Дали ќе се врати, тоа е негов проблем. Мене тоа не ме ни интересира. Ако се врати, треба да заврши во затвор долги години. Но независно од тоа, значи јас зборувам за реалност. Гледам поддржувачите на ДПМН ја жалат Гордан, леле мајка отишта во затвор, леле ова, леле она, да ни се врати и пак да ја води државата, Груел да се врати да води државата. Абре, луѓе, освестете се, вие што сте поддржувачи. Ова држава пропадна, вашите деци избегаја. И ние, и постарите, повозрастите бегаме од тука како од чума. Како да е Македонија не знам што. Затоа што вие доведовте до таа состојба, а сега ми изборувате, проблем било, луѓето што имале по светот двојно државјанство не можеле да се занимаваат со политика, поточно да бидат на функции. И страм нека вие на сите, и вас од ДПМН што предложивте овој закон, и вие што го поддржувате независно која партија, дали сте председатели на партија или сте политичари, пратеници. Страм да ви. Но господине Јорго, во Европа, например, на широко е прифатено двојното државјанство. Само кај нас нешто се обидува да се... Дали ние со ова одиме чекор назад, впрочем? Ние секојаш одиме чекор назад. Ние кога сме направиле кој што треба чекор напред.
3 напред, еден назад, како беше 3 назад, еден назад. Извини, трајче 30 милиметри напред, 300 метра назад. Кој сме, ние, народот зборува дека ние ништо не се менува Македонија. Како ништо не се менува? Ние секојдневно пропаѓаме, осиромашуваме, полош живот живееме, се растураат нашите семејства, фамилии, све се распаја во Македонија, во секој област од општественото живење. Значи се прави нешто. А одредена малана група на политичари преку тендери и што некакви форми на можни форми се плачкаат парите. Па видите, замислете, ние вработуваме во Македонија као наводно некои експерти од странство и ги плаќаме 700 евра на сат. 700 евра, тоа не ги добиваат тие пари. Ги делат со нашите политичари, со тие што се договори. 700 евра на сат да плаќаш некој совет. И тоа го знам со факти, но не е само тоа. Мислам да не зборуваме тендерите во регби, тоа Златната кокошка и Осломе и во Кичево и многу други. И Скопје 2014 проекто и сите тие проекти што имаат огромна вредност. Значи, ние сме држава, поточно овие политичари, хајде да кажем, малце да се насмееме, ние сме една голема лудница, каде што политичарите лудаци не водат во амбис. И за жал и паметните мора да се понекојаш преправаме дека сме и ние луди, као да не гледаш нешто, како не гледаш. Сто ми викам на паметни луѓе. Јас сум паметен, ама не сакам со политика да се занимавам. Не мора со политика да се занимаваш, кој те тера да бидеш пратеник, советник, па и да бидеш член на партија. Гласај за квалитетни луѓе, гласај за честни луѓе, како што се демократи, а не исто па исто гласате за исти партии. Тука е проблемот. Проблемот е во народот, проблемот е во гласачите поточно. Имаш ти од 1.800.000 наводно гласачи, нема толку, ама еве нека има, значи имаш ти луѓе ќе излезат 600, 700, 800 илјади, луѓе од кои 500-600 илјади гласови одат за овие криминални структури. Значи, така. Тоа е трајче приказната наша. Жалосна, но вистината и мора да ја менуваме. Дали, например, на подобро. Имаме, господин Јорго, примери во Европа од европски држави каде што постојат некои вакви ограничувања? Па види, вакви ограничувања екстремни не постојат. Повеќето се ограничување, како што спомнав, ако е за, да речем, агенција за разузнавање. Безбедност. Безбедност, благодарам. Тогаш може да има некои ограничување. Ова, како што гледам, овие сака да направат почувајќи од пратениците, па до секој функционер. Зато кажав, има некој што дадоа предлог председатели на политички партии, кој што ја сметам дека е тотално нормално погрешен и безобразен и така. И не знам, и фашистички предлог, да никој кој што има функција во Македонија има две државјанства. Но мислите ли дека, например, ова би не одвратило од Европа? Дали, например, може негативно да влие на нашите евроинтеграции? Па сигурно ќе влие, затоа што ние тогаш правиме граѓани од први, втор ред и трет ред. Значи, ние му викаме на најспособните луѓе, ако сакаат, или не мора да се најспособни, кои што имаат двојно државјанство, вие не сте добродојдени да се бавите со политика, не сте добродојдени да имате функции, бидејќи ние сметаме дека вие може утре други ден да се свртите и да бидете со таа држава или да бидете предавници или не знам што. Еве вака сега да гледам. 35 години. Скоро малце, да не речем скоро малце имаме ние на функции луѓе кои што имале двојно државјанство. Значи, повеќето од политичари во последните 35 години се со македонско државјанство. Само. Независно дали се македонци, албанци, турци, власи, роми и други. Па тие уништеа, плачкаја Македонија. Тие не унаказија. Тие живото ни го упропастија.
па кај е син ми мој, па кај е син ти твој, или не е бито, или ти младци се припремаш да заминеш. Па не е секоја фамилија некој му фали, бе. Кога викам фамилија, семејство, тоа рачунам на, ако ти случајно немаш никој заминат, на брат ти е детето заминат, внук ти. Сите знаеме некој ако не е родина пријателни. Сите знаеме, имаме тука, јас што знам пратеници, децата му се во странство. Знам функционери, децата му се во странство. Знам што биле функционери заминале во странство. Значи, зошто овде неподносливо да се живее со вакви политички лудаци? И ќе влијае, се разбира, на Европа. Наместо ние да работиме на демократија и да се трудиме најквалитетните луѓе, независно од двојно државјанство или едно државјанство, да ги задржиме, да се уклучат во политика, да ја менаџират оваа пропадната држава, бидејќи ние сме пред распаѓање и ќе се уништиме самите себе, бидејќи ако имаш одредена група на луѓе кои што не размислува правилно и за жал ако се тие повеќе, тогаш паметните нема друг излез да заминат или да молчат и да не преземаат никаква акција, што тоа јас го осудувам, ова заминувањето на младите го одобрувам, се разбира, бидејќи и јас сум бил во странство. Кога нема перспектива, млади луѓе треба да одат негде да заработат и да живеат подобро, а не да останат тука и да живеат мизерен живот, бидејќи психопати ја презеле власта и ја окупирале државата Македонија. Но да бидеме реални, дали, например, мислите дека ова е некоја си грижа за државата, или пак своевидна војна меѓу ВМРО и СДСМ? Види, војна. Тие водат и не водат војна, некои што работуваат и така натаму, но тоа не е најбито, тоа не е војна. Тоа е фактички да Памене го предложи овој закон, бидејќи се плаши од паметни луѓе. Се плаши од луѓе од диаспората. Бидејќи ние не крадиме, не лажиме како овие лоповите, бидејќи што вика една пословица, тој што лаже и краде, тој што краде и лаже. И од друга страна, тие се плашат рајче од конкуренција и сакаат све што е квалитетно да елиминираат. А ги сакаат нашите пари. Еве еден пример ќе кажам, јас се трудам да привлечиме што повеќе од диаспората возрастни луѓе, поточно кажано пензионери. Бидејќи најмалата пензија на повеќето од овие е негде околу 1500-2000 евра и нагоре. И да ги привлечиме, да изградиме, значи тука некои домови, да изградиме некои специјални апартмани, да им пружиме здравствено осигурање и така натаму, да ги привлечиме. Зошто? Затоа што замисли ако дојдат 10.000 наши сограѓани кои што тие скоро сите, да не речам, сите имаат двојно државјанство. И се некој дошол 65-67 години и вика, јас сакам да се занимавам со политика, бидејќи го бива талентирање или е некој бил бизнисмен или не знам што, го бива. Значи, чесен сакам напред, ти кажеш не може, ама ти дојди тука, да остај ги твоите пари, бидејќи веруваме ми трече оде како е скапо 1500-2000 евра ќе потрошиш по месец. Израчуване 10.000 луѓе. Како е тоа секој месец да се троши во Македонија? Тоа е огромна сума на пари. Затоа што во светот, пример да речеме во Мексико, сега ти кажам, привлекуваат, има милиони американци што живеат во Мексико. Има милиони американци, стотици илјади луѓе во други држави, кои што живеат, пример ќе кажам во Индонезија или Виетнам. Затоа што одат таму, климата е подобра, му нудат некои бенефици, ама паметни се тие држави. Си викаат овие ќе дојдат со добри пензии, ќе трошат пари. Така. Да. Како да донесиш 10.000 од странство, луѓе што имаат пари, му викаш живејте овде. И зошто ти ги ограничува со нешто? Така да, не само пензионерите, значи изборуваме и за помлади луѓе, како ќе ги вратиме ние. Еве, Мицко премиеро вика поголеми авиони има сега, доаѓа за Македонија, носат од диаспората луѓе. Кој носат и кај носат? Или халуцинира или сонува човек. Штета што е премиер. Значи, такви луѓе како него, кои што се дрзнае со неговите пратеници да предложат ваков закон,
е нешто страшно. Ова покажува колку немаат квалитети како луѓе пред се. Дали, например, мислите дека овој предлог закон е насочен кон одредени бугарски, тоест државјани наши, него со бугарско државјанство? Дали има логика се во ова според вас? Види, тој е насочен... Покресувото и суровото да гори. Не, тој е насочен против нив, бидејќи СДС викаше цело време, вие во ДПМН имате ваши пратеници со бугарско државјанство, бидејќи ние имаме проблем кој што се влечка со Бугарија со децении и поготово од кога влезе Бугарија во Европската Унија, не ни дозволува ние да влеземе. Тука е проблем. И сега се креира една, како да кажам, ајде да не речам омраза, ама се креира една состојба каде што јас како што векам, како демократ пред се, како човек председател на демократи, дека бугарската држава нас не е непријател број 1. Ние немаме други непријатели. Бугарската држава ни е непријател број 1 затоа што не спречува да влеземе во Европа, а ние ако влеземе во Европа, овие што се криминогени структури психопати ќе престанат да крадат, бидејќи тогаш европската полиција нив ќе ги брка. Значи, кога си дел од Европа, не можеш да крадеш. Како што се краде, не можеш да немаш, да не владее правото, не можеш да имаш толку суди, криминалци, јавни винители во полиција луѓе. Покрај тоа што ние знаеме дека повеќето и суди, и јавни обвинители, и полицајци во Македонија, инспектори, полицајци, и што работат во МВР се чести луѓе. Но доволно е 5-3-7% да бидат нечести и да го уништат тој просек и да викаме, ајде таму има 2% доверба, 1%, 0%. Значи цела работа е тоа трече што го зборувам. Јас сакам само да ги потсетам накратко нашите гледачи, нормално да се претплатат на нашиот YouTube канал, да стиснат subscribe или претплати се, зависно дали ме на англиски, дали ме на македонски, и да го лајкуваат, да им се допадне ова наше видео, овој наш подкаст, и секако да не споделат како би доправило до што поголем број на луѓе. Исто така, еве да спомнам дека ние, еве јас, например, од Бугарија, граѓани, бугари има многу поддржувачи, значи ние немаме проблем со луѓето што се од Бугарија, но со бугарската политика, да, точно, се согласувам дека ни се непријатели, но македонскиот народ и бугарскиот, мислам дека имаме многу пријатели така. Види, јас зборувам за бугарската држава, поточно за бугарските политичари. Не гледате секој 5 месеци имат избори. Тие таму не може да се сложат да ја водат државата, се неспособни и се креира една омраза према Македонија, македонскиот народ, така. За еве ние да не влеземе во Европа. Значи затоа велам бугарската држава и бугарските политичари, некои бугарите како народ си се добри. И јас имам пријатели и на татко ми брат му беше женет за бугарка. Сега тоа е почина 93 години, пред едно 10-15 години, значи цел живот живееше во Софија, со модел во Софија. И јас имам пријатели бугари, но не може мене пријатели да ми бидат политичарите бугарски. Јас ако сум, независно што сум, ги сметам за број 1 непријатели со нивната држава. Дозволете ни да влеземе. Немој вие да ни кажувате дали сме ние бугари, сме биле бугари, вештачки творевина, не знам, не ни признавате јазик, култура и така натам. Тоа е ваш проблем. Некој кога со сила го тераш да биде нешто, а тој ти вика, јас не сум тоа, мора тоа да е некое исто така лудило, што владее помеѓу политичарите бугари. Но независно од тоа, ова што го зборувам, ние мора да се бориме, да влеземе во Европа, бидејќи како луѓе пред се, јас како демократ, председател на демократи политичката партија, сме ние за Европската земница, сме за НАТО, сме да бидеме како и што сме со Соединетите Американски држави партнери. И ќе продолжиме таа политиката. Но, исто да потенцирам, ние сакаме да шириме пријателство помеѓу сите држави у светот. Така.
За среќа и во Бугарија имам гледано некои емисии што има политички, што има општественици како аналитичари, колумнисти што се свесни и што не бранат нас, но за жал се помалку такви луѓе и им се дава многу малку простор во бугарското општество, за разлика од кај нас од Македонија, каде што дури и бугарски колумнисти доаѓаат на гости во наши телевизии, што за мене е погрешно. Би требало да викаат помали партии, како што е, например, вашата и многу други, бидејќи ние не сме добре дојдени таму во медиумите, не би требало, но еве, тоа ни се случува во моментов. Дали мислите дека, еве, например, ова е погубно за Македонија? Дали е штетно се ова, вака да сублимираме овој предолг закон? Па тоа е, не да е штетно, тоа е погубно за Македонија. Затоа што ДПМН, пратениците, заедно со нивните министри и премиерот Мицко, не го вика Мицковски затоа што не го поштувам, значи, што го прави ова, конкретниот случај сега, ова е еден огромен револт кај диаспората, јас ја представувам диаспората. Ја живеев 30 години во Америка, имам комуникации и таму имам своје имање и одам секоја година, дали еднаш, дали два пати. Значи, јас ова го гледам како катастрофа, да ги елиминираш на квалитетните луѓе, да не можат да се бават со политика, да не можат да одлучуваат, да не можат да бидат носители на функции. Од ова поголемо зло нема. Ако на овој начин сакаш да ги елиминираш квалитетните честите, кои се против тебе, зборувам сега до премиерот, и против вашите пратеници, и вашите поддржувачи, други политички структури, тоа е најголемо зло. Само вака како што имате почнато 35 години и не указувате, уништувате државата, ја продавате, вие сте не само криминогени структури, туку и предавници. Затоа што предавник не е само да предаде тајна на друга држава, воени тајни, тоа е, значи, нешто што кога ја плачкаш, кога ја уништуваш, кога носиш недобри одлуки, како во времето на Бранко, приватизацијата кој настана, кога го украдија богатството на народо, фабриките и другите богатства што постојат во Македонија. Тоа е злосторство. Ти автоматски ја уништуваш до тој степен нашата држава, а веќе е уништена, и ние се бориме, луѓето од диаспората, луѓе што имаат двојно државјанство, да ја спасиме оваа држава. Ако нас не елиминираат, кој ќе се бори против овие? Гледаш помеѓу партите, тие се прават поделба. Во Македонија има повеќе од 60 парти. Да. Замислете, катастрофа на 1.300.000-400.000 народ имаме толку парти, но тие не се парти. Тие работат во служба на овие криминогени партии, како конкретниот случај на ДПМН. И јас мислам, сакам да повикам, значи, политичките партии, како што е ДУИ и други кои се против овој закон да се донеси, да се обединиме, заеднички да излеземе на протести и све што треба да направиме, да преземиме сите правни мерки, да спречиме овој закон да се донеси. Овој закон не смее да се донеси, бидејќи е најголемо зло и прави исто раздор помеѓу нас како граѓани. И како што рековме, ние сме граѓани од втор ред, поготово диаспората, дојдете, инвестирајте, дојдете тука, трошете ги вашите пари, ама па и не терат да гласаме, а исто во изборниот законник не пиши нигде дека со двојно државјанство не можеш да се кандидираш, број 1, за пратеник или што е некоја функција, или пример председател и така натаму. И второ, не пиши дека ние како граѓани не можеме, значи убаво јасно да пише во изборниот законник. И сега замислите, во изборниот законник има еден дел каде што него имам спомнато, ќе спомнам сега, дека од Соединетите Американски држави, од Европа и од Австралија можеме да имаме по еден представник во собрание.
До сега постоело со децени, сега одеднаш, бидејќи веруваме сите овие луѓе што ќе се пријават на таа функција, тоа се државјани на Германија, на Холандија, пример кога зборувам за Европа, Франција, ама исто и наши државјани, исто на Соединетите Американски држави, исто на Австралија. Значи, овие сакаат нас да не направат будали, а фактички поголеми од нив будали, психопати не постојат на светот. Но господине Јорго, сега се поставува и една теза, вака што јас ќе ја поставам во нашиот медиумски свет, а тоа е, еве, сега е предлог закон, сега се готват, сега ќе има, нели, тие дебати, нели, и така натака, за да еден ден се донесе, за да овој закон се изгласа, и откако ќе се изгласа овој закон, бидејќи е неуставен, бидејќи во уставот вели нешто спротивно, тогаш ова е шанса за да го отвориме и уставот, и па тогаш можеме и бугарите, дали се готви некоја си таква прилика за и бугарите да се внесат во уставот и да се промени уставот за нашата диаспора. Со вакви политичари што се на власт, се е можно, трече. Поголеми манипуланти, лажговци нема на свет. Кога демократи со одредена група на граѓани ќе дојдат да ја менаџират, а за тоа треба народо, граѓаните, гласачите да ни ја дадат довербата, на следните парламентарни избори да имаме што повеќе пратеници за да можеме да се бориме против овие криминални структури и болни умови, да ги спречиме донесување на ваков закон или што и да е, тие нормално, тука се игра кој ќе се отвори уставо, а бидејќи уставо го направа како швајцарско сирење, со дупки секоја трета, пета година, 10 се отвара, а има држави во светот како Соединетите Американски држави, енглески и други држави, каде што 200-250 години донесен устав и нема менување. Тоа е Библија. Тоа е Библија. И сега ако треба нешто, нека нешто, ама тоа се носи еднаш на 50-80-100 години. Ако ние тука, бидејќи имаме граѓани кои што живееме, имаме, ова е наша држава, независно вера, религија, независно македонец и албанец, турчин, морам да го спомнам ова, Бошњак, Ром и Србин, кој државјани, египчани, не е битно, кои се државјани на ова држава, родени овде или преку натурализација стекнале државјанството и ги имаат истите права, како и во Соединетите Американски држави и во Германија ако стане, значи ако имаш двојно државјанство. И сега ние замисли ќе ни направат таков проблеми, што кој ќе го отвориш уставо и многу други работи ќе сакат некој да метна да направат. Да. И ќе настане каша попара. А зошто ова се креира? Овој закон нема да им помине. Нема да го спроведат, бидејќи ние ќе направиме се со одредена група на партии или поддржувачи да не помине овој закон. Но ова го прават да се скрени вниманието од 2 годишно владење на овие неспособни багабонти. Јас ги викам. На политичката партија ДПМН, влен и знам. Половина мандат. Кој од кој? Кој од кој? Бивши политичари, сегашни политичари, но тоа се структури кои што владеа, потекнуваат од структури кои што владеа помеѓу 35, еве конкретно случај, по новите владеат сега. Значи, се тоа луѓе кои што имаат многу лошо минато. Тие се луѓе, некои од нив со тепа од крадење, плачкање, друго некои луѓе од нив, тие се помалци, кои што се неспособни тотално. Значи, министер на, пример да речеме, на здравство, па после го ставиле министер на образование. Има шетање. Па има шетање. Па од министер на образование, министер за не знам што. Ние имаме министри сега во владата на Мицковски, пазите, кои што биле лежеле во затвор затоа што постабиле се бореле против државата Македонија, се зборува, се слуша помеѓу народа, јас немам тие точно факти, но знам дека лежеле по затвори,
Тие може да бидат министри, не е битно што правеле, дали ставале бомби или краделе, а ние честни, квалитетни, способни граѓани од диаспората, кои што имаме по 2 државјанства, двојно државјанство, не можеме. Значи, ова е се да се скрени вниманието, да не спречат нас способни луѓе кои што можат стварно да му помогнат на државата и да се борат против нив, и исто сега ќе се зборува, како што рече, и подолго време. Јас мислам тие сакаат да протуркаат на брзина овој закон да помини, ако можат утре да го донесат, и да се зборува за ова, да се скрени вниманието на нивната неспособност. 2 години немаат ништо направено добро во ниедна област од општественото живење. Ни економија има тргнато напред, напротив, пропаѓаме повеќе млади деца заминуваат од државата, повеќе стручни кадри, фамилиите нормално продолжуваат, повеќе фамилии да се растураат, образование катастрофа, воведуваат некои нови реформи како и секоја партија, не знаат кај терат, здравството ни пропаѓа, веќе болниците сите ни се скоро претворени во мртовечници, здравствените установи низ Македонија, земјоделството уништено, пропаѓа, еве читам, земјоделците се жалат, никако што треба не му дават субвенции, никако што треба поддршка, а јас викам не ни треба ни субвенции, ништо да му им даваме на овие луѓе. Само треба државата да им гарантира откуп и цена, за да може да направат профит, и кој ќе производи, на тој ќе се откуп. А не викаш вака ќе ти дајме субвенции, као наводно ќе ти дајме субвенции, сега пак колку ќе произведиш. Не. Нема потреба да се фрлат 200-300 милиони евра. Кога ти му гарантираш, нека се потрошат и 700 милиони евра, откупи го све што ќе се произведи. Можеш фирми да формираш, можеш фабрики за производство нова, можеш да формираш фирми за комерција, да продава тоа. Не можеш да очекуваш ти, сега имаме прекупци, овие сиви, диви, не знам, нечовечки, што и прекупуваат, одат таму по нивите, гледаат дека производителите дека не може да го продадат, бидејќи не можеш и производител да бидеш целна на нива и продавач, и му го откупуваат за без пари скоро, експлоатирани производителите земјоделски производи, сточарски и живинарски и све овоштарство што викам јас, што произведуваат јаболка и така натаму. Значи ние автоматски пропаѓаме во секој поглед, а да не зборувам не грижа за старите, колку старечки домови во овие 2 години се почнати или направени, колку градинки, колку фабрики се отворени, колку електрани. Фактите се тие. Ние имаме работа со луѓе тотално неспособни, криминогени, криминалци, кои што само бараат кај се тендерите, а не викаат чекај, Скопје ќе направиме град. Еве почна градоначалникот на Скопје што се случи. Ништо, иста приказна. Нешто ќе чепни некоја улица, еве се гради. Па еве сега поминав за да дојдам овде кај обиколницата ваму прамо Визбегово. Па таа се гради 5 години, како не му е срам. 2 градоначалници, не е ни четврт изградена. Обиколница 300-200 метра од околу. Што зборуваме, бе? Улиците низ Македонија, градоначалниците со месеци, со години ќе почнат, ќе ископат и ќе остат луѓето да страдат. Кажи една работа, да кажи да, направивме или почнавме хидроцентрала, ќе произведуваме толку, таа цена ќе биде, или све што треба, фабрики толку отворивме. Кај се тие да кажи како ние што зборуваме 2-3 милиарди евра годишно ќе инвестираме исклучиво во капитални проекти. Капитални проекти ги рачунам единствено проекти што се фабрики, фирми. Тоа ако ќе кажам фабрики, фирми, мислам и на централи за производство на електрична енергија, а не ги гледам, јас снимив едно видео пред 5-6 дена, Пелагонија, Житицата и во други, како Овче поле и така натаму, почна со фотоволтаици, централи на фотоволтаици, најплодното земја да градат. А кај смее да градат таму, најплодното земјиште. И нормално ќе ги бркаш земјоделците, ти не им помагаш, а ти кажав како на земјоделецо може да им се помогне и за тоа се борат демократи. Државата мора да гарантира цена и откуп. И кој ќе произведам 10.000 кила домат или 100 тона или 500 тона или 5 милиони тона, што не можеме тука нормално, или што и да било млеко и така натаму,
да ми биде откупено по фер цена што ќе ми остани профит, да јас после утре сакам да проширам моето производство. Ние имаме најдобри услови за земјоделие, а немаме земјоделство. Но затоа па ова власт и претходната и која да било ги форсира трговците. Има еден муавет, многумина вела дека имаме храна да ја храниме цела Европа. Види, многу од нив може да кажа што сакат. Прво, ние немаме толку површина да ја храниме Европа, но за жал граѓаните на Македонија живеат во облаци, не сите, а одредена група од граѓани, да речем поточно, живеат во облаци и ние сме најдобри, ние сме ова, па еве и Мицко во конкретниот случај како премиер вика ние сме трети, ние сме четврти, пети во Европа, економски по развој, имаме најмалку инфлација, имаме и са испаѓа како Швајцарија да сме или Германија. Кога Германија има проблеми, ние, значи, ова е чисто, значи, она психопатско кој ќе се научиш да лажиш, постануваш човек кој што си психопат и са нема што да кажеш и кажуваш ова било, она било. Па еве, пато, Битола, Прилепс ќе се градел 4, 5, 6 години. Јас често патувам Битола, Скопје и се разбира други градови, живеам и Битола, живеам и Скопје, и замисли го гледам пато се гради, нешто се гради по полека, додека се изгради, ќе поминат 10 години, пример. И гледам улиците во Скопје, гледам улиците во Битола и во други градови. Значи, одам, вика луѓето бе лани, уште пред години и 2 месеци, уште остајале 150-200 метра улица. Луѓето дома да не можат да си дојдат. Па гледате, значи, каде да се свртиш имаме проблеми. Затоа велам, не е ова критика, јас секојаш велам. Се додека доаѓаат криминогени, психопати на власт, од редовите, како што се ДПМН и други политички структури, ако не дојдат квалитетни луѓе, честни, професионалци, ние ќе изгубиме Македонија. Знаеш како ќе изгубиме? Едноставно, од тука се живо и диво ќе си замине. Ова ќе биде после една празна територија каде што некој негде ќе се досели од некои други држави, од Пакистан, од Бангладеш. Не е битно од каде. Па доаѓаат веќе од Непал. Ба доаѓаат, ама види, тоа не е битно, има имиграција, ние одиме Германија да работиме, не е проблем не да дојдат од Непал или Индија да дојдат да работат луѓето, но тие не доаѓаат да работат овде, доаѓаат за да гледат да се во Европа и да избегаат. Или евентуално да се надеват дека Македонија ќе влезе во Европската унија, па после знаете како, кога Македонија, ако се вакви условите, прво нема да влезе уште 50 години. Но ајде да кажеме да ги подобриме условите. Ако не ги направиме супер квалитетни, ако не ја дигнеме ние овде, не сатнината, ајде не одиме платата, минимална денес, не зборувам за по 5 години, на 1000 евра, минимална пензија на 30-40 евра, извини, 30-40 илјади денари и минимална плата, како што реков, на 1000 евра, 60.000 денари, денес сега. Ние сме готови, пропаднахме, поготово младите. Што ќе ти седат тука за 400-500 евра ќе работат со светски астрономски цени? Па ја сега бев скоро 2 месеци во Америка. Па верувам и трече таму бананите се по 40 денари кило. Јас ти кажувам, значи 40 центи се паун. Еден паун е 450 грама отприлика. Значи 30 и рачунено кило толку како што кажам. Значи неверојатна работа. Господин Јорго, спомнавте во вашево излагање дека и борба. Што конкретно, дали нешто правите за да се спречи овој закон? Спомнавте и протести. Дали, например, ќе има некои правни борби? Види, сигурно ние правиме веса конкретен случај, благодарам што ме поканавте на Демократски импулс, јавно да слуши народот каде е проблемот. Бидејќи ДПМН ги замајува, ги лажи народот, ги манипулира. Значи, види, ние не дозволуваме функции да имаат луѓето пратеници и така натаму, затоа што луѓето со двојно државјанство може да бидат шпиони, може да не бидат доверливи. Доверливи информации. Не само тоа, да дават сертификати. Не, да не ја сакаат толку државата. Па зар овие лопови поќе од мене ја сакаат државата, што имаат едно државјанство и што ја крадат 35 години политичари.
Па јас да сум, како што и предлагавме, предлагавме да имаме ние промена на кривичниот законник, минимална казна 10 години до доживотна и смртна казна. Па јас пола од нив би ги ставил до доживотно во затвор, бе. Па треба да се испита потеклото на имото, све што ќе се докаже на криминален начин, до сега преку 50 милиарди евра имаат украдено во 35 години. Тоа е огромна сума на пари. Проблемот не е тие само што се богатат, проблемот е 50 милиарди ќе ни изградеа фабрики, болници, патишта, училишта, градинки, старечки домови. Ќе имаме поголеми пензии, сега вика нема пари за поголеми пензии. Па како ќе има пари кога буџетот ти е 6 милиарди евра и повеќе, кога ти од нив да речеме 10-15% и повеќе го крадиш годишно. Преку разни тендери и разни начини кои што тие го имаат тоа усавршено. Сега знаеш што се случи? Кога беше СДС 7 години, одредена група од СДС крадеа пустоша по установите. Го краде буџет. Сега дојдоа овие, као наводно се бунеа, крадат овие, само му го зазедоа место. И некој од нив ги оставија таму, ти се работуваат со нив. Значи има чести луѓе во СДС, има чести луѓе и во ДПМН, има чести луѓе и во секоја партија. Но за жал тие чести луѓе не биле на власт, или ако биле не можеле да функционират. Ти можеш да си премиер, може да си министер. Ако 99% или 90% ти се криминогени структури, ќе те угушат. Не можеш ништо да правиш, речи. Во овие 30 години според вас од нашите премиери што ни се наредија, дали има некој поштен вака што го гледате, што овој стварно ама немаше тим, ама беше човекот искрен се со народот. Поштен некој. Можам да речем за Киро Глигоров, не украде ништо. Како председател и поранешен, сигурно тој имаш огромно искуство во поранешна Југославија, како функционер. За овие другите не можам да кажам, затоа што повеќето нив крадат. Јас немам податоци за секој колку како украл, но верувам и кога твоите министри, повеќето, па зборувам, твоите пратеници, градоначалници, советници, директори крадат, а ти си премиер, имаш две опции. А ти знаеш, или дај си оставка или испречи ги. Ако не можеш да испречиш, дај си оставка. А не ти цело време да се остануваш ко премиер, дали е, конкретно случај со Гриовски, скоро колку години беше 11-12 години, значи тој како? Нема да кради. Па едно време тој почна да зема од секој. Значи тоа е провизија, градоначалници толку ќе обезбедиш, толку ќе. Значи верувај ме, кога си во група со криминалци, ти мораш да крадиш. Ако не ќе те тргнат од таму. А поготово ако си моќен, ако си премиер, кога зборуваме за премиери, преседателите толку не можат да крадат, можат и тие, ама бидејќи повеќето наши преседатели, да не речем ајде сега сите, ама повеќето преседатели се јадни души, бидејќи ни еден преседател не стана јавно да се спротистави на владеачката партија, а секогаш кога некој владее со владата, победува на избори, обично се случува од нивната политичка партија да стане и преседател на Македонија. Еве конкретниот случај со господјата Гога, кај што буквално не знае кај тера, дури изигрува како еден клон, ја представува Македонија низ светот, еднаш нема кажано за ниеден закон, конкретно и за овој, а е професор на правен факултет, го знае, мислам законите, правото го разбира, и нема кажано овој закон е штетен. Од причини што јас го објаснувам. Не мора буквално како мене да го објасни. Затоа што утре дорен ќе го потпиши. Како гледавте видеото каде што во живо се спушти надоле, па се качи повторно нагоре. За тоа сакате да кажете какво? Не го гледав видеото, јас кажувам. Сега е тоа одскоро. Не, види, не го гледав незините проблеми и така натаму што е, таа си има, дали е, да речеме, проблеми како човек и кога разговара, гледате како разговара, авиончето, туку јас зборувам за нешто друго, за нешто што ако си председател на држава, ти треба да браниш ова држава.
Ти си врховен командант на војската. Ако треба војска ќе пуштиш. А не, јас не го потпишав закон, ама тие после има закон, на собрание ако се состанат изгласат, ќе ти го поништа. Не, така не се постигнува цел. Кога видиш дека владата, министрите, градоначалниците работат против својата држава, ја плачкат, ја уништуваат. И едноставно не функционерат, не мора ни да крадат. Не се способни. Ти треба да застанеш, да излезеш пред нацијата, пред граѓаните и да кажеш вака поќе не бил. Давајте си оставка да ме нема. Ако не, повикај ги граѓаните на Македонија на протести, користи ги сите можни методи. Не може тие да му текне, ајде ви ќе те смениме. Може да те сменат како министар, ќе изгласа владата, ајде избркај го, овај многу се буни. Но како председател имаш огромни права. Немаш колку премиеров, но ти имаш огромни права да испречиш овие кражби во државата или еве конкретниот случај која се носи законо, за да не можат луѓе со двојно државјанство да учествуваат, да бидат пратеници и се разбира и ќе го направат и во други функции, поточно најквалитетните луѓе од диаспората, бидејќи тие се луѓе што имаат двојно државјанство и сега 200.000 луѓе имале бугарски пасош кој што тие го користат за додат да работат во Европа, бидејќи овде ги осиромашиле, немаат никаква перспектива. Тие луѓе не се криви што зеле пасоши. Кај нас, например, често пати, кога ќе се спомнем председателска функција, велат дека тоа е минорна функција, како што нема некој си многу право и така. Но кажете ми, што би им препорачале на нашите млади од диаспората? Дали да се вратат допред да се изгласа овој закон? Како да се вратат допред да се изгласа овој закон? Прво, младите заминале од што имале мак. Некојаш млади луѓе кои што се научеци, спортисти заминуваат бидејќи треба да бидат во држава кај што имаат услови да напредуваат. Но повеќето заминуваат од економски причини и од овој трул криминален систем. Нема правда овде. Овде децата на функционерите, политичарите напредуваат, нивните другарчина, елитата напредува. Овде што викаат джанк американците, тоа значи нешто како ѓубре, што не вреди ништо, напредува. Квалитет овде се уништува. Се јавува една огромна љубомора и завис. Значи, ние овде, кога те видат напредуваш, тие не може да ти опростат, тие не може да спијат. Тие мисла, ако не си сега сонес, ако не слушаш, ти еден пример ќе кажем со тој Милејан Киевски, 25 годишен дечко кој што стана министер за транспорт. Што правеше, слушнаме од тие бомбите, како му се закануваше на прилепчани на други бизнисмени, како ќе ги уништи ако не слушаат. Кој е тоа копиле од 25 години, станал министер да му се заканува. Значи, се изразувам со некои погрдни зборови за да дојдам за народот да свати колку сум револтиран, но поточно колку какви луѓе не водат. Вистината мора да се каже. Беше по затвори, го пуштаат, не го пуштаат и така натаму. Значи, зборот ми е, јас сакам да ти кажам дека ние, препораката моја е на младите, прво да му посакам стрејкен пат, број 1, да му посакам да бидат, да работат успешни и здрави, за целта што отишле таму некои, повеќето пак отишле од економски причини, да заработат, да бидат ценети, да работат, да бидат честни граѓани на таа држава, да ја ценат, да ја поштуваат државата. Да научат одличното јазик, дали е тоа енглески, дали е германски, шведски и така натаму, кај и што се, во која држава, да работат, Турција не е битно. И еден ден, ако сакаат, да се вратат. Но никогаш не би му посакал на тие млади луѓе да ги лажам, вратете се, кај да се вратат? Во која држава да се вратат? Држава кај што владеат криминалци, кај што јавните државни институции се окупирани од најлоши политички и криминални структури. Да си го да уништат животот, нека седат таму, нека работат, нека бидат стекни и препорачувам исто, ако можат,
да ни помогнат нас, на честните, на демократи, на луѓе кои што се честни, луѓе кои сакаат да се занимаваат со политика и кои што ние како луѓе се бориме против ова багра што владее и сака да промени законот, бидејќи многу од овие млади луѓе кои што отишли или повозрастни, кои ќе останат 10, 15, 20 години, тие ќе земат државјанство кој и да е држава. И да се вратат тука, еден ден ако сакаат, се разбира тоа е нивна волја и желба, да му помогнат на Македонија. А можат и оттаму се разбира да помогнат. Тоа би му посакал и не сум човек кој што ќе ги манипулира и лаже младите и ќе кажува да се вратат во државата, дека е многу подобро како што го прави премиерот Мицко. Господин Јорго, еве ние веќе час и половина како ја отворивме фактички оваа тема, како дискутираме на оваа тема. Имам уште едно како последно прашање за вас. Се надевам дека моите колеги новинари, нашите медиуми ќе го следат овие примери, ќе развијат оваа широка дебата и ќе се направи една дискусија. Ако утре ви забранат, да го сублимирам себово, ако утре ви забранат да се кандидирате, еве, што би сториле, например? Заради вашето двојно државјанство. Вака, прво да расчистам дека јас никогаш не би се откажил од америчкото државјанство. Кога се откажуваш од некој државјанство, тоа е навреда за таа држава што ти го дала. Дали е америчко, дали е германско, дали е италијанско, дали е австралиско или австриско. Второ, за мене е навреда затоа што Америка ми дала многу. И Македонија ми дала, но јас таму поминав повеќе од 30 години, пола од мојот живот, така да си ја ценам, ја сакам Америка и тоа не би го направил. Имам само бенефиција од Америка, бидејќи е нешто што учам од таму, има врвна демократија, шанса да одиш напред и таму да си 80 години, гледам одредена група на луѓе уште работат. Никој не ги брка од работа, како тука направиш 64, направиш 68, ако си пример, еве во полесните професии, не зборувам некој на 75 години да работи, бидејќи овие по фабрики пензионери што се наши, тие треба и побрзо да се пензионираат, бидејќи се истрошени. Но некој ако имам случај, ако сака да биде лекар или да биде професор, има и канцелариска полесна работа, може да работи до 90 години. Јас имав еден лекар кој што има проблеми со зглоба и одов кај него 84 години. Специјалист. И сега го прашувам, не ти е тешко да работиш, доктора, тој се смее, сека, ве што ќе правам дома. Имам знаење, имам све, здрав човек, знаеш, и го држи здравието и се разбира и памето. И вика, зошто и на младите лекари му помагам и му давам совети, бидејќи е стварно врвен лекар. Значи, зошто тоа ние го правиме Македонија? Заради тоа што ние не креираме нови вработувања. А како ќе креираш нови вработувања преку администрација? Не можеш. Ставија 150-200 илјади луѓе во јавната администрација кои со стални договори, значи вработени стално, кои со договори на дело, за да можат нивните партиски војници, послушници, полтрони да ги вработуваат. На сметка и реков и кажувам секојаш дека државата е најголема фабрика за вработување, вработодавач. Кажи, која фирма во Македонија има што вработува 150-200 илјади луѓе? И што му плаќа здравствено осигурање, пензиско осигурање? Кажи една фирма. Има да Кока-Кола, има Несле, има Боинг, во Македонија кажи, има во Америка, Германија, во можда и други држави. Ама нема овде. Значи, ова што се прави е стварно луда работа. И друга работа е дека ние како луѓе, значи мораме да се избориме. Значи, буквално мораме да се избориме да спасиме оваа држава Македонија и народот. А единствено ние може тоа да направиме ако се бориме да дојдат честни луѓе да ја менеджираат државата, не да дојдат на власт. Како некој што вика да дојдеме на власт, ние не. Да дојдат
да преземат од овие лопови државата, политички партии што стварно или луѓе кои што претендираат да бидат на власт, да се спречат да донесат закон, како законот сега што сака да го донесат за двојно државјанство, за да не можат луѓе од диаспората да учествуваат во политика и се разбира да донесат одлуки, но тука како што спомнавме, може да инвестираат, може да доаѓаат, да помогнат, но ќе ги сметаме како граѓани од втор ред. Значи овде денес што ни се случува треба овој народ да се освести на Македонија. Ако не се освести овој народ, ќе немаме Македонија. Таа може да постои уште 100 милиони години како Македонија. Но граѓаните на Македонија ќе се иселат овде, поготово младите. Затоа што секојаш давам пример со Соединетите Американски држави, 50 држави. Во некои држави, како Калифорнија имаш 40 и повеќе милиони, во некои држави немаш 500.000 или милион народ. Затоа што секојаш се движи народ. Оди кај што е подобро, не дека си се родил сега ти во Скопје, па мораш цел живот да живееш во Скопје. Ако во Тетово или Велес ти е подобро, таму ќе одиш да живееш. Ако некој ти нуди подобра работа, подобра перспектива, подобра плат, имаш подобро образование, инфраструктура, здравство и така натаму и така натаму. Се разбира. Господине Јорго, ви благодарам што ни бевте гостин и ви посакувам добро здравје, да се видиме повторно. Благодарам многу за поканата и едно само можам да кажам, борбата продолжува, ќе продолжиме за никогаш да не се донесе овој закон, бидејќи е штетен за Македонија, штетен за сите, а користен за криминалците, политичките структури, партии кои што го предлагаат и кои што мислат дека со овој закон нешто ќе спречат, а уствари ништо не постигнуваат. Само ги спречуваат квалитетните луѓе и креираат држава на фашизам и поделба помеѓу народот. Како ние, кои што имаме двојно државјанство, да сме некорисни, неквалитетни и пред време, пред нешто да се случи, не нарекоја предавници, сакаат да не прикажат поточно предавници, сакаат да не прикажат непогодни, сакаат да не прикажат ко шпиони, дека ние, еве, случајно ако дојди до војна помеѓу каде и да си државјани Македонија, дека ќе се случи тоа. Па прво една работа да се каже, Македонија со никој не може да војува. Затоа што ние сме миролюбив народ. Зборувам за сите. Граѓаните на Македонија се миролюбиви. Никогаш ние во историјата немаме отпочнато војна. А со кој ќе војуваме треće? Со Америка? Со Европа? Со Европската Унија? Со кој? Со кој кажи, со кој ќе војуваме? Добро, сега сме во НАТО, така да веќе сме. Ама не сега сме ние во НАТО и нема да војуваме, ама со кој, од кој се плашиме? Значи, она што го кажав, за да останат овие лопови на власт, за да ние, кои што имаме повеќе памет од нив и почесни сме и се ме заработиле на честен начин и што имаме подобри имаме, да не речем програм, имаме подобри предлози како да се реши овој проблем, а тоа е прво да се избркат овие лопови што го предложи овој закон од власт, да дојдат честни и квалитетни луѓе со работно животно искуство, да спасиме Македонија, си спасиме народот и еднаш за секојаш да престанат овие поделби по националност, религија, вера и да не се креираат иредентисти, националисти, не знам што помеѓу граѓаните на Македонија. Напротив, да живееме убав, квалитетен живот и да градиме секогаш соживот. Така, ви благодарам. Драги гледачи, тоа беше господинот Јорго Огненовски, холивудски актер, политичар и бизнисмен. Говоревме овој подкаст на тема предлог законот кој ни дојде од ВМРО-ДПМН за да се укине двојно државјанство за сите пратеници. Говоревме лошите работи, добри секако дека не ни најдовме, барем во овој подкаст. Ако ви се допадне овој подкаст, како што умам секогаш да кажам, притиснете лајк и споделете го.